Тоа е, знаеме дека е повеќе децениски проблем, не е загадување од денеска. И бара стратегија, државна стратегија, решавање на проблемите етапно, стратегиски, така да од тој аспект мислам дека све што ги тангира граѓаните на аеродром, градоначалникот и да нема ингеренција во тој дел, треба да излезе и да разговара со нив. Така. Јас сум на тие протести, па да ви кажам, скоро секој ден. Тоа се, таму можам да кажам слободно, 99% независни граѓани кои не се политички определени, кои се борат за правото за воздух. Нешто што ни смета на сите нас. Кај директната ингеренција, да не забравиме дека ние се уште имаме депонии над територијата на општина Аеродром. Збориме за депонијата железничкиот мост во Горно Лисиче. Од тој аспект, таа депонија, однак постапувањето на функција на градоначалник ќе биде исчистена и ќе биде заградена и со видео снимање. Од аспект на таа индиректна надлежност на општината Аеродром и како има што да направи градоначалникот, ја го слушав Дејан во некој интервју како збореше дека општина Аеродром е единствената или прва општина во Македонија што поднела кривична пријава против непознат сторител за загрозување на здравјето на граѓаните. Затоа ние немаме решение на овие прашања, затоа што не адресираме одговорноста таму каде што треба. Предвидуваме решавање на еден аспект од загадувањето со изградба на топлификациона мрежа, проект со владата на Република Македонија за изградба на гасна когенеративна централа и развој на 110 км топловодна мрежа во Насаба Лисиче, Горно Лисиче, Долно Лисиче. Со што ќе отстраниме во наредниот период еден дел од причините за загадувањето. Предвидуваме изградба на нова сообраќајна инфраструктура, нови поврзувања, кои што ќе го олеснат сообраќајот и ќе го намалиме делот на загадувањето од возила кои што се предизвикува и конечно предвидуваме решавање на депонијата Вардариште, заедно со градоначалникот на градот Скопје, имајќи предвид дека ни е неопходна поддршката од градот Скопје, за да можеме да конечно исчистиме таа депонија. Тука колку и не ја да збориме, ако институциите не се ја вршат работата, ние немаме многу тука надлежности, колку што знам ја, пошто не сум во општината нели уште. Да го бил градоначалник тука би дошол на идеја да ги вратам, еве би го спомнал тука проектот на Борис Трајанов, господинот, за Скопје што го правеше, со масовно пошумување на аеродром, значи со масовни дрвореди, обновување, доста дрва се, нели, веќе, пошто аеродром е веќе постара населба, веќе 5-6 години. Треба да се обноват, паркови тука исто би спомнал,